Добро вечер, почитувани, добродојавте во Порта 998 издание. Задоволство ми е да ја кажам бројката, бидејќи денес недела ќе реализираме заедно илјадарката. 13 години сме заедно на фреквенциите и на македонска телевизија и на телевизија НТВ Охрид. Задоволство ми е да ги спомнам. Телевизија 21 Велес и многу други телевизии кои наистина да речам покажа една вистинска добродушност и домаќинство во секој случај да прифатат и прифатат ова ваша емисија, со оглед дека ова емисија помина низ една голема не битка, туку едно задоволство да речеме да докажеме дека Македонија како бренд не е најдена на улица и дека не може така да се однесуваат кој како милува со незе. Во гласот на народот, почитувани, отворивме повеќе пати жешки теми, жешки костени, некому дадовме да ги држи в раце, али не можеле така да изгориле од тие жешки костени, бидејќи да се говори без влакно на јазокот и без ракавици, директно кога станува збор за идентитетот, е тоа ретка прилика. Без никакво самолюбие или нарцисидност. Ова го велам од причина што моите соговорници овие 13 години беа вистински фајтери, вистински борци за идентитетот на Македонија. Вечера продолжуваме, почитувани, како втор дел од серијалот, што го реков, за и околу зачувањето на традиционалните вредности на Македонија преку песната, фолклорот, обичаите, како се брани брендот Македонија. Тоа ќе го сторам со моите почитувани соговорници, кои ќе ги најавам веднаш по првиот блок реклами. Дозволете да ги поздравам нашите пријатели. Тоа се телевизија Сонце, која не пренесуваат во живо и вечерва. Исто така Телекабел, кој му благодарам што дава се од себе да преку својот провајдер, односно своите сателити, исто така не пренесуваат и на другите делови во светот. Како и да е, вечерва сме на сите 5 континенти во живо. Ве очекувам со ваши прашања, констатации, доколку милува времето, бидејќи соговорниците верувам дека кога задржат вашето внимание по рекламите, се враќам во студиото и започнуваме. Останете со нас. На површина од 17.000 метри квадратни, ексклузивната населба Hot Hot City за само 650 евра за метар квадратен го нуди вашиот дом од соништата. Во Hot Hot City имате обезбедено 24 часовно обезбедување, приватни улици, паркинг, базен, супермаркет, фитнес центар, приватен клуб, кодекс на однесување. Hot Hot City ви го нуди вистинското место за живење. Како што реков, темата е како да се сочува низ песната и обичаите брендот Македонија. Ова тема ќе разработиме заедно со моите соговорници. Благица Павловска, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата и честитки за нова година. И воедно за првата емисија. Сакам да кажам почетокот на новата 2013 година. Да, не, илјадатата рековте. Илјадатата е денес недела. Значи денес недела. На 11 јануари. Значи од следната стартува првата. Так. Повторно. Единица. Нов циклус, да. Сашо Гигов Гиш, добро вечер и добро. Добро вечер и добро ве најдов. Посебно задоволство оваква една асемблеја да се настапи, да се дебатира и да се сподели чувството на заедничарење апропо една тема која е акутна и понекогаш и не сакаме да збориме за тоа, меѓутоа приморани сме. Така. Моите соговорници почитувани се познати во естрадата и јавниот живот, македонски амбасадори, борци за македонските традиционални вредности, преточени во македонскиот фолклор. А исто така задоволство ми е што вечерва со нас почитувани е и Горан Златановски, бизнисмен и еден од состојниците на Гламур, еден навистина македонски простор во кој се брани Македонија со сите арсенали во делот, кој ќе речам фолклорот, музиката, традицијата. Добро вечер и добро дојдовте, господин Горан Златановски. Добро вечер, господин Тонич. Најавата од се срце дадена, бидејќи имав можност да се уверам и да се ова што го кажав да го потврдам со факти. Да, токму така, благодарам пред се што не поканивте и нас да бидеме дел од вашата емисија Ресторанот Гламур. Тука сме да потврдиме било какви факти околу традицијата, фолклорот и начинот на македонскиот живот на една прослава, на една весела. Што е богата во секој случај. Да, да.
Благодарам Штенешка. Ванчо Тарабунов, музички аналитичар, естрен уметник, човек кој наистина би ми требало 5-6 минути најава, од това го велам од се срце, имајќи факт дека човек кој си свој живот го посветил за македонската песна, македонската борба и вистината за македонскиот идентитет. И тоа е вистина. И тоа е вистина. Впрочем, мене ми е провокација вечерва што сум тука и драго ми е што се наоѓам во овој собир. Поздрави од мене до гледачите. Се надевам дека ќе се договориме вистински да продолжиме по оние патеки кои впрочем сме ги зацртале. Ќе ми дозволите, и јас почитувани вам ќе замолам да ми гнева само еден детал од Гласот на народот. Значи, Ванчо Тарабунов е сведок кога Гласот на народот замина во еден дел од Македонија, тоа беше Источна Македонија, каде што бевме храбри да говориме за територијалната организација, ни беа изгасени светлата. Не верувам дека вечера нема да се случи тука, бидејќи не говориме за некој мрак, говориме противно за светлината. И Благоја Грујовски, новинар, естраден уметник, добро вечер и добро дојде. Исто така еден од амбасадорите, заедно со колегите од мојата десна страна, Влагица и Сашо. Добра вечер. На сите гледачи што не следат вечерва, на сите 5 континента, како што спомна. Драго ми е што јас имам чест да бидам во овој убав состав овде. Имаме убава тема за која ќе говориме. Таа е вечна тема за нас. Ние кои сме во таа бранша, ние кои со музика се обидуваме да останеме на онај убав остров кој се нарекува македонска музика. Така. Па работниот наслов, како што реков, како да се сочува низ песна и обичаите брендот Македонија. Благица? Како преку песната да се сочува брендот Македонија? Значи, јас сум на сцената од 92-а, со тоа што и претходно имав големо искуство пеачко. Бев надвор од Македонија и се вратив. Значи, судбински бев поврзана да се вратам во својата земја и да започнам со македонска песна. И си го протумачив на свој начин, тоа не е туку така случајно, дека Бог секогаш си ги реди работите. Не дека таму нема Бог каде што сум била, меѓутоа поточно во Македонија има нешто што е исконско и тоа сите го знаеме. Не морам јас да го потврдувам како така. Започнав со македонска песна. Иако во мојата кариера пеев секакви, тоа не е ништо чудно, затоа што ние живееме во овој свет. Секако. И сум пресрекна што зачекорив во естрадата почеток со македонска песна. Потоа, јас почнав да се развивам во музиката, да развивам, да креирам и да нови песни и модерни во фолк форма и нормално сега, после неколку години се навраќаме на старите изворни песни. Веќе ги допрев јас и тие корени и чувствувам и верувам и сакам што повеќе да се презентира македонската песна со изворни песни, изворни мотиви, затоа што свативме и ние самите, имаме искуство во тоа, да пејки, дали ќе биде ваква или онаква песна, зборувам за изворната и народната музика, дека треба да се насочиме. Еве, денес ми се случи да ме сретне некој обожавател, жена поточно. Сакам да те слушам кога пееш, ми се допаѓаш, ама поизворни да пеете. Немојте да правите такви модерни песни. Значи, се соучивме со тоа дека Македонија има своји корени и на Македонија е потребна такви пеачи и презентери, амбасадори, како што рековте пред малку, затоа што ние тоа сме го почувствувале во далечните земји кога одиме и таму многу повеќе се соочуваме и се зближуваме со нашиот народ. Можеби тука сме веќе навикнати да не слушаат и тоа да го пееме, меѓутоа кога одиме надвор Австралија, Америка,
кога, пример, јас ќе ја дадам како пример Добро утро Македонија, дел од својот репертоар, кога и беше идејата моја за да го направам, да направам таква песна на Сабајли кога ќе стануваат да ги поздравам со Добро утро Македонија. Значи во сите тие креации што јас сама сум ги креирала и сум ги барала како текстови, сум ги добила. И воедно биле успешни. Ми се случи кога отидов во Австралија да ја слушам истата песна и едноставно да се наежам, како би рекле ние, кога не ќе рече некој се слушаш сами од себе си па се ежиш, нели? Меѓутоа го почувствував тој допир, земјата, коренот и далечината и нашиот народ. Така. Значи, за почеток, јас сакав да отпочнам со мојата кариера каде јас бев и каде се најдов на својата земја. Значи, токму и на Цветници ќе споменам кога започна и самиот фестивал. И токму кога истото... Сепак, значи, како што спомнате, самиот наслов на песната Добро утро Македонија ги поттикна националниот и да речем патриотскиот порив кај македонеците. Токму така. Сашо, ево контекст на тој и тебе, бидејќи на сите ево истото прашање како да се сочуваат низ песната и обичаите брендот Македонија. Па, моја ситуација одека е малце поспецифична, сега ќе кажам. Да. Затоа што мојата основна преокупација во музичкиот домен е рок музиката, блузот и некои така интерференции на андерграунд и на алтернативната музика. Меѓутоа, уште како мал, бев директно допрен од магијата на изворната македонска песна и тоа некако се прелеа во мене. И онака имаше некој страшен порив за мимези, за имитирање на тоа што сум го чул од покојниот Цариевски или од Бадев или од Добри Ставревски. И така некако се наоѓаш во тие песни, некако се идентификуваш и некако ти е убаво. И кога почнав да пеам, фактички инспирацијата, се она што сум го создал или сум го испеал музиката е директно од изворната македонска песна. Имав среќа да го запознам Александар Сариевски и Васка Илиеви, да пеам со нив и да го добијам тоа што го викаат старите блузери моџо working или магијата што работи. И некако ми даде кувет, ми даде сила да направам нешто и 2001 година со Стефче Стојковски заедно снимивме таа едно CD од век за навек со песни за македонските војводи во изворен аранжман, онака. И може да ви кажам дека многу луѓе онака се зафркнуваа дека пее Бадев или Сариевски поради тоа што сум влегол нивниот манир. Некој тоа не им се допаѓаше, мене ми е тоа, мислам, природно. Тие песни се пеат така. И после тоа, 2006 година, издадовме едно CD со групата Лаколони Волок, со која и моментално работиме, кој се вика Wasteland или Пуста земја, по наслов на една поема на Томас Тернс Елиот, во кој што албум беа поместени 10 песни кои беа тотално ретки и испеани во акапела варијанта. Мислам, многу ретко за нашиот пазар и за нашата слушателска публика. Имаше песни од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија, од Гора и така натака. И внатре во тој албум ставивме неколку стихови од Томас Тернс Елиот од неговата поема Чиста среда, каде што кажува за зборот неизречен, зборот неизговорен, а зборот моќен, зборот хиперпотентен кој е неистрошен. И токму во тој есенцијален дискурс се содржи тоа, како да го наречам, афирмирање на брендот Македонија. Што е всушност бренд? Значи, бренд е на некој начин обележие, одличие, или уште подобро речено параферналија, односно некаков тип на детерминанта. Значи, нешто што те одредува поразличен од мноштвото. Што е тоа што одредува Македонија поразлично од мноштвото? Најверојатно таа кармичка структура низ која што провејува тој мелопоетски елемент и најверојатно не е само епското, не е само драматичното, не е само патетичното, не е само патосот, туку е и хуморот. Така. Тука е и досетливоста во македонската народна песна. Сето тоа го одржало духот за да може да се
да ние сега да зборуваме на македонски, да дискутираме, да дебатираме, да полемизираме што е тоа и како да ја афирмираме Македонија. Ќе ти кажам на најпрост начин. Кога бевме во Брисел на изложба Балкан Антепортас се викаше со покојни Делчо Михајлов, пеевме македонски песни од Тетовско. Море два се змеја, од небо новеат и пеевме од Пиринско една песна. Си извади од памет белгици, не им беше јасно, доаѓа и вика, вие корзикански пеете? Не, викам македонски пееме. Кул. Кога бевме во Франција, и тамо свиревме, у Каркасон, и у Венеција исто така, пеевме торбешки песни, и ја пеевме Деспина ќе ја грабиме на сред Венеција на плоштата, нака стрит гиг. Доаѓа и река, вика, што е италијанска песна? Не, викам македонска е. За да после разбрав ја, истражувајќи во тој процес, дека Деспина ќе ја грабиме најдов на окситански од 13 век, значи на старофранцуски, на провансалски, како ја пеат. Дали таа песна тргнала од тука, па ја научили они, па пани се вратила на свај. Тоа е многу дискутабилно прашање. Така се афирмира Македонија. Еве јас мислам на мојот начин, еден андерграунд начин. Баже сосем поинаку. Секако ќе дојдеме до кој баже. Можеме да ти кажам у Банско, кога отидовме да свириме блуз на пример, у Банско фестивал блуз, свириме блуз и каде што ги свиравме Лед Цепелин, оној најпсиходеличниот момент каде што се превртува наопаку, почнуваме да ја пееме Пуста младост, една пиринска песна. И што се случи? Од публика искачаат двајца, едниот взима шише, вака, другиот под него се моли и одлепуваат скроз. И цела кафана после кога отидовме тамо на нозени стоеше, аплаудираше, следниот ден вика, бе, вие сте биле велики, не треба да плащате ништо. Значи бевме гости на Банско цел ден после тоа. Интересно, секој случај Милита ќе ја замолам, ние имаме некои инсерти, баже ќе завршам со тебе и се надам дека со тебе ќе започнам и со бидејќи оваа емисија рекол дека ќе биде сосема во фокусот на одбраната на брендот Македонија низ песна, низ пораките од песните. Господин Златановски, Милита нека го подготви инсертите од начинот на тие обичаи, како се организираат свадбите и се тоа што е дел од нашиот фолклор, од нашето живење, нашето минато, нашето сегашност и нашата иднина. Денеска, нажалост, младите се помалку ги применуваат обичаите на старото што е од времето останато од дедовци, прадедовци, од кога постои нашата традиција македонска. Меѓутоа, ние во нашиот ресторан Гламур се трудиме тоа сепак да го наметнеме на некаков начин. Ако почнат инсертите, ќе може да се види, тоа е свадба во нашиот ресторан, каде што тој брачен пар го применија баш на традиционалното. Они направија венчавка по стар македонски традиционален начин. Отварањето на свадбата го направија со стара традиционална македонска музика, со зурла и со тапан. Значи, говорите. Се уште, значи, тие се ретки парови што сакаат да го применат тоа. Значи, се уште сега моментално е во тренд да се примени нешто западњачко на латинично нешто. Латиница, значи се движиме во тренд со Холивуд. Сакаме нешто да имитираме или што ја знам, меѓутоа го забораваме на нашето духовно, што е останато во нашата традиција за правење на традиционална македонска свадба. Треба време да се вклучи тој аларм. Јас зборам од причина, од факт што таа латиница треба час поскоро да се тргне, да се вратиме на кирилицата, мислам латиница да се тргне. Тоа е повеќе од алармантно, затоа што покрај тоа што се прават се помалку свадби, се избегнуваат тие стари традиции, обичаи, одење под невеста или таму како... Зошто, господин Златановски? Дали тоа некој помодарство или тоа, да речам, бегање од реалност, од вистината? Ја мислам дека не е тоа бегање од вистината, тоа е повеќе некое помодарство, го применуваме оној прозападњачки систем, нешто лошото што е од таму, сакаме да го примениме кај нас како нешто е убаво во тренд или што ја знам. Меѓутоа, забораваме дека самите си ја ништиме нацијата и традицијата богата, значи за македонскиот народ, затоа што применуваме нешто друго, нешто туѓо што не е адекватно на нас. По моје мислење, значи не знам колку сум компетентен да дискутирам за тоа, пошто јас сум нели угостител. Ви сте очевидец, ви сте сведок и гледате сите нешто што се случуваат кај вас лично. Нажалост е така, затоа што навистина колку и ние да сакаме како гостители, односно како собственици или без разлика да го примениме тоа традиционалното, нашето македонско доаѓа до исмејување, као седи, знаеш кој век сме. Значи векот нацијата по моје може да ја сочуваме само со нашите духовни вредности, со нашите обичаи, со нашите
Само самите себе ако го применуваме тоа, доколку ние не го применуваме и Да, Милица ќе почитуваме. замолам и режијата, верам дека имаме од тие инсерти токму за обичаите или тоа Има, во вториот значи круг. точно младите кога влегуваат во ресторанот може точно да се види како влегуваат со зурула и со тапан, како го користат оној традиционален појас, нели малку помодерно направено, ама сепак сакаат да го запазат она традиционалното македонско како што имаше една како статија читање дали оваа свадба, оваа галичка свадба е нешто модерно, односно нешто традиционално или само изигравање циркус, мислам, тоа е баш нешто Дали треба да биде традиционално. наравучение галичката или треба Големо наравучение, нажалост што има све помалку такви свадби по моје. Значи треба да бидат све повеќе и да се врати на нашето духовно традиционално. Може, исто во ќе даде младите. одговор на тоа, бидејќи и од тој дел, предпоставам Македонија, така? Добро, јас потекло сум од западниот дел. Но еве, Ване, немскиот ќе опрашаме Ване, ќе завршам со тебе и ќе Да. Господин Трбунов, еве, имавме можност да слушнеме три изјави од три одговора во однос на прашањето како преку песната се зачуваат и обичаите брендот Македонија. Песната е изнедрена од народниот пејач, а народниот пејач припаѓа на народот македонец, нели, македонски. Тажното е и вистината, би рекол, што се испразнија селата. И продолжува да се празнат селата. Тука згаснуваат огништата, каде што се пренесуваат сите оние традиции, дедовците, бабите, како си заминуваат од овој свет, помладите веќе со самата динамика на живеачката, нели, во современите услови, избегнуваат на сосема други страни, младите остануваат сами со себе, нема кој да им пренеси. Некаде се пренесува, некаде не се пренесува, еве што се случува кај пријателот во Гламур. Меѓутоа, кога јас морам да ги оправдам младите, ако има кој да им каже како, верувам дека прифаќаат. Верувам дека зашто впрочем сум бил и сведок на многу свадби, јас сум и пеел на свадби назад години и свирал на свадби. Дали одат као копи-пейст? Ако едниот другар прави така, па јас ќе направам да не бидам... Држи вода тоа. Држи вода дека се копират некои помодарства што на некој начин ниту се наши, ниту се блиски на нашата традиција. Дури ќе речат не сакам у бела венчаница, сакам у розева, Од сакам тука си оние во друга подвезици боја. и фрлање преку рамо, не знам, тука, кај нас се знае, се фрлат цвеќето, а подвезици и не знам тие работи. За жал, тоа не е наша традиција, тоа е она таа латинична традиција, меѓутоа нека си е нивна, никој не ја наградува нити ја па напаѓа. Нивна традиција, нашата да продолжи да живее, а тоа може да помогне само народот преку песната, преку литературата, преку црковните речи го обичаи, адетите, Така. што значи народот мора да биде близок и со учението старо, и со црквата, и со песната изворната, блиската на овие корени, на овие души. Бога, и како новинар те прашуваме како естраден уметник и човек кој помина доста заедно со твоите колеги, со Благица, со Ване, со Саша и светот. Како ти ќе одговориш на ова прашање? Па види, докторе, ќе те наречам докторе, затоа што така се викавме ние, во времето кога работевме во радио. Оваа тема е толку огромна и толку голема, што не знам од каде да почнам. Еве ќе фатам некој пат. Значи, традиционалните вредности, не само кај нас, туку воопшто, кај секој народ, се стварале во тек на еден голем временски период. Значи, тоа е процес кој се стварал и се скаменувал во една форма. Тоа траело до пред, не знам да речеме, до пред 50 години и повеќе. Меѓутоа, со појавата на зголемена комуникација, средства за комуникација, луѓето веќе примаат влијание, доаѓа до влијание. Нашите стари предци во мијачијата и секаде, и светов, немале толку можност. Имале оделена печалба, тие биле најголемите што носеле новитети. Да, оделена печалба, добро. Меѓутоа, тие што не оделена печалба, што станува со нив? Тие биле на некој начин изолирани. Добивале влијание од ваму, од таму. Мислам, традицијата не може да остане забетонирана. Особено ова лудо време од овој 21 век со милион извори на информации. Интернет, телевизија, радио. Меѓутоа, големите народи и големите држави
или помалите кои се моćни и кои држат до себе, створија механизми за заштита на брендот. Да си ги зачува своите Инаку, вредности. ако се остави на народот, народот спонтано прифаќа се и се што. Така се стварале и тие традиции. И нашите стари традиции се створени од разни влијанија. Меѓутоа, мора таа некоја си општествена елита, не можам да именувам кој и како, меѓутоа, во светов постојат политички општествени елити, кои прават рамка. Рамка и преку таа заштита на тие традиционални вредности се подига и моралот кај народот на некој начин. Горан, начинот Тоа го има кај сите народи, кај нас многу малку го има. За жал, во оваа земја, а кај нашите луѓе кои се во странство, го има во огромна мерка. Јас сега бев пред 2-3 недели во Турција, кај нашите во Маниса, јас се фрапирав и се засрамив дури на некој начин. Колку го тие се луѓе чува, знаеа повеќе песни од мене. Само што пред да настапиш со првата твоја музичка номера, Горан, господин Златановски спомна, а јас го поддржам во таа констатација дека галичката свадба треба да биде наравучение или само театар? Галичката свадба не може да се врати во изворна форма како што била во денешно време, туку може да остане како еден символ на... Како да се зачуват, запазат и продолжат? Галичката свадба е веќе символика во денешно време. Не, тоа би требало и како бренд да се сочува. Да, како бренд да се сочува Галичка. Ја мислам и дека името регистрирано Галичка свадба е помалку прецизно, иако се прави во Галичник нормално. Таа е мијачка свадба. Дали треба да упати порака баше? Меѓутоа треба да упати порака и другите елементи, значи не само свадбените церемонии, обичаите, значи и други елементи да се зачувуваат во некоја, сега е тешко во изворна форма, меѓутоа во некоја поблага форма, да се зачувува традицијата. Меѓутоа, пак ќе кажам, некои општествени елити треба да наметнат рамка во која ќе се спроведува таа заштита. Ако се остави слободно, еве како еве јас ти ја кажам на пример да излеземе од рамката на свадбата. Традиција ако старите на младите генерации пренесуваат. Традиција со еден збор е осмислено минато. Веќе е во функција. Осмислено минато пренесуваат кај младите. Еден негативен пример. Треба да се стопира исилувањето на младите луѓе, на младите генерации. Тоа е друго. И ќе продолжи, Да кажам само еден традицијата, нормално, ако се сочуват луѓе. Обичен пример како се уништува традиција. како? Примерот од нашата куќа, да кажам, бидејќи јас сум известнат во оваа куќа. Пред неколку години, десетина, не знам колку повеќе, не се сеќам точно, беа тотално расформирани сите оркестри кои негуваа македонската музика. Тоа е еден пример како не треба да се работи. Тоа беше 2002. Противен пример како треба да се работи, да се воспостави пак тоа, затоа што сите држави кои држат до себе, кои се ценат и се трудат да го зачуваат националниот идентитет, не би го направиле тоа. По никоја цена. И никој не направи освен тук, кај нас. Значи, само кај нас се случи тој потек. Дали од економски или други причини, не знам. Меѓутоа, сега е шанса, додека не поминале многу години, да се врати. Дали се уништува од економски Тоа е еден пример како се уништува традиција. Бисерос или создавана Може ли само еден со момент? децении. Дали е тоа што некој не сака изворна или народна музика? Не е Па битно тоа дали не јас сакам го- или ти сакаш или некој не сака. Значи, Не мора сме, да постои Сакам да кажам, општествена елита која без оглед на тие што не сакаат, треба да го наметне тоа. Так. Тоа е нешто многу важно Као и што многу беше возвишено. од 50 до 90. Да не се лажеме. 46. Но тоа го држи моралот. Добро. Јас ти ви Тие кажам, луѓе, така е, значи Како- македонското радио До 90. беше историски архив каде што се депонираа сите вредни Тоа е национално продукти што значат зашто нешто ќе за ви кажам, Тоа зашто беше се до македонскиот 2003 година. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што јас кога бев во Турција, се сретнав со луѓе кои се пред 60 години отидени. Веќе трета генерација расте таму. И младите луѓе кои ме возеа окола, млади по 25-6 години, Зборат убаво Дечки. македонски и пеат македонски. и викаат ние не слушаме турска музика. Ние слушаме само македонска музика. Ја тоа се уверив таму. Околите нивни само македонска музика. И плачат. душички. За разлика од нив овде Затоа во е битна Македонија. нашата македонска музика. Не за ние да заработуваме само пари, заради една кохезија национална, која кај нас е многу опасно може да падне. И опаѓа веќе.
За разлика од овие во Турција, јас гледам примери во Швајцарија, во Европа, веќе нашата младина не следи наша музика, гледаат странски програми. Баше, дали можеме тука една музичка завеса да направиме? Почитувани, рековме дека вечерашната емисија наликува и ќе биде во фокусот на ова што рековме на престојната, тоа е денес недела на 11 илјадито издание, која наистина возбудата е евидентна. Илјадарката е наистина бројка која тешко се доаѓа до нас. Задоволство ми е што вечера ќе почнам токму со Благој Груевски и му дајме простор со една од неговите Јас сакал да кажам конкретно за оваа песна. А оваа песна не случајно избрав вечерва. Таа е нова песна. Во духот, да. Меѓутоа е правена за токму за оној наш народ кој е печалбарски и кој копнеја да дојде овде да се врати назад и да ги пие, да ги прави тие традиционални свадби со наша традиционална музика. Благодарам многу, Благе. Убава порака, значи токму јас ќе се надоврзам на Тарабунов кој спомна дека што повеќе
да се задржат младите, да останат во државата, да не заминат од границата, со оглед дека некој вели, знаеш, ако ти се оди, никој не те држи ако имаш добра причина да заминеш. Ја велам дека таквите пораки се многу апокалиптични и никако не смее да се дозволи да се мотивираат младите да заминат. Нагица, имаше интересна песна Добро утро Македонијо, која навистина според мене и ја спомна самата во себе почеток на твоето излагање, колку е тоа дирливо, чувствително, човек да се најажи кој ќе речеш колку се чувствуваш од таа страна која ќе ги слушнеш твоите обожаватели, која ќе ја пеат и така натаму со пораката што ја испрати. Како ја доживуваш таа порака, тој линк, тој филинг, тоа чувство меѓу... Јас пред малку спомнав во однос на песната. Значи, јас ја почувствував како слушател, не како пеач. Значи, се слушав себе си во моментот кога ја бев направила. Значи, пораката. И баже што вели да останеме, да не заминеме. Да сме да се врата, да сме живи, да сме здрави. Значи, кај да сме. Освен тоа, сакав да се надоврзам во однос на песната Добро утро Македонијо. Да кажам во однос на пеачи кои постоеле, нели, кои сега ги нема меѓу нас, Васка Илиева и Никола Бадев и Кирил Манчевски. Во тоа време се броеле на прсти и навистина нема зборови. Сите биле вистински пеачи и биле одбрани од народот. Често пати кажувам и за Васка Илиева, која може би во тоа време и не била толку испочитувана колку она придонела во нашата Македонија со својата песна. Каде што поминала, таму и направила песна. Значи, дури и во Австралија, нашите каде што работеле во фабриките, и таму направила песна. Значи, воедно сакам да кажам дека пред малку сакав да се надоврзам на она што Баже го кажа. Не случајно го кажав. Зошто? Затоа што, например, кога некои луѓе ќе сретнам, вика, јас не слушам народна музика. А што треба да значи тоа дека не слуша народна? Каде се родил он? Значи, ние сите сме од овие корени. Нема шанса, значи, некој да не... Нели тоа извештачено, нели тоа префорсирано? Точно така, тоа сакав да го кажам. Ако се собираат на некои прослави, тогаш се пее. Да, спротивно од тоа, веќе има голем број во оваа генерација што ја сакат веќе изворната. Тоа како тркалото се врти, така и модата се врти, така и музиката се врти. Значи, сега доаѓаат, оживуваат со тоа што доста голем број на пеачи ние преработивме стари изворни песни, значи автоматски допираат колку повеќе се пеат песните, колку повеќе се слушаат на радио, колку повеќе и што би сакала почесто да има такви емисии, значи музички емисии, пред малку Бажи исто спомна, значи го нема, нема. Значи често пати ве нема. Велат ве нема. Како луѓето или сегашната младина ќе бара повеќе македонски, ако повеќе му е наметнато да слуша друга музика. Значи, не може да биде таа модерна музика сега подобра од она што е правено, што е вистински правено од душа и од срце. Значи, во тоа време и тие пеачи што ги спомнувам, Бог да ги прости, значи, останеле легенди до ден денес и понатамо ќе бидат легенди. Јас не знам за нас како ќе биде, меѓутоа, секоја чест јас морам да кажам за нив, затоа што има голем број песни што и ние веќе ги повторуваме истите. Но би сакала да направиме во тој контекст, во тој со такви нели песни што ќе бидат слични на изворните, со такви мотиви, изворни мотиви, за да опстане. Еве да речам, Добро утро Македонијо е таа која ние ќе само вториот дел од музичката завеса ќе биде таа песна Добро утро Македонијо, режијата ќе ја подготви. Зашто Македонија е една недопрена природа, како почва, како регион, како место, и се радвам во однос на другите републики и покрај тоа што од другите југи републики кај младите
нема анимозитет према другите југословенски простори и песните што се повеќе присутни отколку македонската изворна песна. Има ли нешто недопрено, неиспеано? И би сакал ако може мислам автентично да ми заиспееш. Верувам и дека Бугарија. Како нема неиспеано, мислам, што е, сакам да ти кажам што е поента. Зашто има неиспеано? Затоа што Македонија одамна, значи од Букурешткиот мировен договор е поделена на 3 дела. И секој од тие 3 дела си ги пеат македонците своите песни и се познати како македонски песни. Грешката е кај нас овдека, што ние тие песни не ги собравме, не ги снимивме и не ги конзервиравме на некој начин, не ги презервиравме на некој начин. Не еден дел, баже, голем дел од тие песни, ние немаме појма кои се пиринските песни, кои се егејските песни. Ти знаеш ли дека у Србија, например, или у Бугарија, или у овакво, за Грчка не може да кажам, у Србија и у Бугарија има еден куп македонски песни, подпишани како српски или како бугарски. И сега нам ни е шубе да ги пееме тие песни, зашто? Еве сега, например, мене ми било кеф да пеам Марио Дели Бела Кумрио песна од Драгаш, од Торбешиве нашиот, од Косово, од Гора. Српска песна, вика, не може да ја пееш таа. Зашто? Српска било, јаджанам, како не била српска. А еден српски збор најди ми. Или, да речеме, бугарска песна била Пуста младост. Да, во Бугарија се наоѓа Пиринска Македонија сега, меѓутоа пишува таму македонски песни од банските старчета. Сега, бугарски се. Знаеш каков проблем јас сум имал, баже, сега ти кажам најискрено. Земавме една песна да ја обработиме, се вика песен за Радон Тодев. Песната за Радон Тодев. Радон Тодев, да ти бил еден војвода од Банско, млад, на 19 години, што излегло со четата на Годлевската планина за да го запре турскиот аскер, за да може Чичо му Благој со Јане Сандански да ја тераат мистон. Разбираш ти? Гине Радон Тодев и сите до еден. Меѓутоа што прави? Го вика најмалкиот четата, вика Лајбе внучи. Викни го попот. Го вика овој попот. Попе вика пеј вечна памет. Како бе Радоне приживи луѓе да пеа вечна памет. Пишчовок и ти го тргне, вика пеј вечна памет. Пее Попов приживи луѓе вечна памет, го враќа назад у Банско и гине. Никој не го знае Радон Тодев. Сите знаеме за Питугули, нели? Да. И неговата бравурозна саможртва. Меѓутоа, која ставив ја песнава на Wasteland, песна за Радон Тодев, има тука еден речитатив, каде што вика жална им баба на срешта, милно си пита дружина. Дружина мила на баба, декви дружина млад Радон. Дека дружина остана моето чедо Перинско. И одеднаш ка вика, што бе да бугарски вика ти збориш овде? Еј мајката. Вика, кај му дружина пушката баби дружката остана, баба остана горе ми горе на рила, на дива коза легола и така натака и натака. Знаеш, Радон од гроба излази, откаче пушка од боро, запаса сабја френгија, погори броди самотен Чичо си Благој да трси. Добро, тоа е тенденциозно одродуван народ. Не, значи сега за што зборам? Пиринска Македонија, че зборат пирински. Сега ние тука го снимаме, го збориме, не може, вика бугарска е песна. Ха! Што правиме? Како ние си го чуваме нашиот автентичен фолклор. Сега ќе ти кажам како доаѓа Коста Теодору, Господ здравје да му даде на тоа прекрасно момче, басиста еден од Грчка. Ги снимал бабите негови и прабабите и албумот го крсти по селото што е исчезнато веќе. Сега сежам кој ти го кажувам ова. Песната за Мирка Гинова, песната за Бај Постоле, Македонско сонце, мислам ми се еже кожа. Баби пеат. И ние абер немаме дека нешто тоа. У Грчка пази го прави тоа. У Грција, знаеш каков херојски подвиг е тоа? Тоа е подвиг. Кој си ти? Коста Теодору. Зашто ние тој човек не го викнеме одека да му даеме барем мал дел од нашето внимание за да ги врати тие песни? Стефче не е тука, штета него покани и него. Неколку пати човекот имаше црн печат у Грчка, не сме ја влезе. Знаеш зашто? Затоа што со тетка Васка покојно забрдени, овчарани, у единствената македонска еклава која ден денеска зборат македонски таму. И баница. Пееше, праеше, пустеше, штуреше. Печатот, ај со здравје дете. Како ги чуваме македонските песни, Слободане? Толку начина, јас, бидејќи сакам малци музика, повеќе да има вечер во емисијата, баже спомна Иванчо, исто тука и сведок и ти, Сашо, 2003 година. Значи, некој свесно сакаше да го уништи македонскиот фолклорен фундус, да речам. И може не е голем период тоа, меѓутоа една година е голем зијан да се стави
да се пресече, да се стави стоп на нешто кое функционира Мораториум. еден век скоро. Замисли бе, Ванчо, тие луѓе се стари, ќе умрат, нема кого да научат. Готово се стори. Ние направивме една традиција. Додека не доцна треба да се врати. Во времето мое, јас кога работев во продукција како заменик директор или шеф на продукција, како уредник, направивме една постојана веќе традиција, носевме пејачи од Пиринскиот дел, изворни со нашите изворни инструменти, челгиите со народниот оркестар, ги снимавме, се труда, дури на гриваците издадовме и касета во нашето касетно одделение. И токму кога направивме лесно да одат работите, се случи оној преврат, дојде некој раководство обезродено, најмалку што мислише за македонската иднина, за културата македонска, за традицијата која што е негувана со без паќа одено, со магариња одели, луѓето собирале песни и пешки одели, ноќевале таму на Аџимане, Фирфов и слични Заталовски, Горан, како младите, лечам или обично на веселбите, на свадбите, настапуваат, пеат ли после во време на паузата на македонски песни, така натаму, или обично е тоа на... Тоа е релативна работа, младите. Зависи колку е пренесено духовно од дедо на татко, од татко на син, на ќерка, толку и тоа се запазува. И веднаш може да се види кој се духовно воспитани морално од прадедо, дедо, татко, кои немаат такво христијанско православно воспитување. Што сакам да кажам, значи се случува доста младите да запеат убава стара македонска песна што е пеена со векови назад од нашите пејачи. Меѓутоа и доста тоа е... Тама и многу е важно што ние пееме. Видите, Благица, значи ќе ви се обратам. Вашата генерација пејачи, значи како вас, како господинот Благоја, значи нова генерација пејачи со тој тип на песни, вие што ги пеевте, што се уште ги пеете и негувате, се помалку и помалку има. Нормално е да младите се помалку и помалку тоа го негуваат и запазуваат. Има сега обработки на народни песни во забавни изведби. Да, има еден куп млади деца што пеат такви песни што се популаризираат. Да, меѓутоа се тоа преработка, препев на некоја песна што веќе постоела, веќе е слушната. И ако ја споредиме со оригиналот, жалосно е што се упропастува со таква преработка. Може да кажеш така за Тоше, например, Бог да опрости што ги испева ние. Тоше ги пееше автентично старите песни на автентичен начин. Дива, и овие деца сега што пеат, Владко Лозановски одлично пее, фантастично пее Владко Лозановски, например. Еве гледаме инсерти од фолклорот. Колку младите го познаат фолклорот? И тие се истражувачи го познаваат доста фолклор. Да, ова е во ресторанот Гламур во моментот, некој ора, се помалку. Може да кажам искрено дека се помалку го познаваат и се помалку го негуваат. Ја мислам дека е тренд сега во истражувањето на фолклорот. Напротив, јас едно време мислев дека нацијава многу поише почна да се фолклоризира, знаеш. Почна више да ми иде на живци дека еве идеме на пример у Словенија, облечени во ренесансни костими, пееме македонски песни. И он вика, чекај бе, ние што чекавте, бечви, викам, и кепиња, и зурли, и гајди. Не мора само тоа, викам, има и нешто друго, викам, у Македонија. Мислам, ме разбирате за што сакам да кажам. Одиме уште со втората музичка номера, значи Благица Павловска, Добро утро, Македонија. Добро утро, Македонија. Повели, Благица.
Благодарам многу, Благица. И токму така добро утро Македонија, сега и во Австралија, бидејќи и таму е Македонија. Реков, Македонија е секаде кај што се говори, размислува и дише македонски. А не има Александар Македонски на 3 континента е распослал, така ли? Токму така. Еве, токму начнавме на убава тема, тоа е како да се заштитат националните традиционални вредности. Сашо, ти благодарам наистина за тоа што го спомна. Ванчо, верувам дека ќе се согласи исто со мене. Баже, ќе опрашам, има ли некој предлог што се направи веднаш во овој момент, да речеме, и Има, може да се направи. Меѓутоа, тоа не може да биде спонтанна акција. Значи, традициите и вредностите и националните белези се создавале спонтано и со години, со векови. Но и декрет, треба и декрет. Меѓутоа, можат да се рушат. Закон, рамка и Значи, можат да се рушат за многу кратко време. И веќе се рушат. Кај нас со години се рушат. Значи, мора некој цврсто да застане во оваа земја, за овој народ, и да каже, да се иницира, не знам кај се иницира во владата, Министерство за култура. Министерство за култура, Да да се поднесе направи иницијатива, еден предлог закон за заштита на националното и традиционалното Да, богатство Значи, пример а има Биде- на механизми. Македонија. Сега јас не можам да кажам прецизно, тој сигурно нема да биде некој ригиден закон. Не, нема да биде инквизиторски, меѓутоа ќе инкорпорира во себе етнолози, може да се литерати, може да се Социолози, она социолози, што си е наше, да се најде етномузиколози, модус. писатели. Особено преку како не контрола е неубав збор. Преку една сугестија на медиумите, Сугестија без лед, баш. Без лед сугестијата да биде. без Без лед. али и финансиска сугестија да биде. Да се стимулира, значи финансиски да се стимулира македонско творештво, домашно творештво. Затоа што ние сега немаме тој механизам кај нас што е таа цел круг Имаме на ентузијазам создавање. само, фала Богу. Само ентузијазам има, меѓутоа нема услови. Нема, значи спонзорите мора да им се даде некаков ослободување, да не се оданочуваат тие спонзорства. Порано го имало тоа, сега не. Јас не сакам да видам регулирано, сакам да се Да се стимулира, значи, творештвото. А за да се стимулира творештвото, мора спонзорите да се помогнат, Може да им се кажеме, даде мотив. Прост закон се дешава у Србија и у Закон. Хрватска. Ти знаеш ли Закон. колку треба да плати човек или у Франција или у Белгија за да идеш да направиш ти концерт од 50.000 души на градски стадион? Знаеш колку треба да плати државата? Не знам, сигурно Еве многу. сега ќе ти кажам. Значи колку ќе му даде на филјар, Харис, Марис, Цеца, Меца, не е битно, не именувам, толку треба да ја даде на државата. Тоа е текнува штаб. и тој Тоа фонд го викат иде- персон то персон. Два тој човека фонд гостуваат таму, иде два човека во фондот се за ангажираат заштита овде, биде и се за още да плати. стимулирање на традицијата. токму така, Значи, ти викни го Оливер Драгоевиќ, Петар Грашак и njemu Тоа е- слични има на тоа е Затоа ќе Комор, платиш на Меца, јуниорот, Карлеуша, не би Марлеуша. Колку ќе плати тука, колку ќе плати неа или нему, толку нека плати у Министерство за култура и тие средства Во ќе фонд. идат у фонд за стимулирање на национално Домашно творештво. Крај. Точно Значи така. мора да има таков механизам. А Тоа кај што се има, случува? баже, само Нашата- ние се правиме луди. нашата зашто продукција некој е тука- многу Кај на што клетка. се случува? Доаѓаат од надвор, од соседните држави, поранешните југословенски републики, доаѓа, прави концерт, ги зима парите, ги тура у ѓепек. И со здрави И пријатели. ај здраво Куманово, вие Белград, вие Сараево, вие Загреб. Никој ни даноци контролира тука нити ништо. А може тоа многу лесно да се Ние кога одиме во Австралија за нас се плаќа. Само треба Организаторот закон. плаќа не знам каде, таму се плаќаат големи суми пари, се За депонираат. тоа ти зборам бе, баже. За Тоа тоа кај ти нас го нема. зборам. А Тоа зошто треба го да му нема? текне на Треба некој излезе држава некој да го договори, направи. Зошто тоа го нема? Знаеш, Ви за кажеме, сега ви сега ќе ти кажеме, кажам, правевме очи муабет пример, за тоа. визави ова. Летоска. Своевремено 86-та уште во Австралија гостуваме јас, Блага Петреска и Ферос Мустафов. Нашиот менаџер, веќе починатиот Јово Сивов, роден од Гевгеличанец, го фати инат, не плаќа во Кугосвенската сала во Сиднеј да пееме, не ќе да плати оштета на јунионот, На синдикатот на синдикатот, на нивната естрада. така. И тој не плаќа за тројцата наш, требаше по $200 да плати. Што му направи синдикатот? Првиот дел на концертот наш ангажира во килти шкотски, едно чело, една виолина и една виола и ги удавија нашите македонци, нашата македонска публика, ги удавија првиот дел, ние вториот дел настапивме, викам, што направи Јоване? На фати НАТО, не давам парите на Јунионо. Евгелиски. На кенгурите. И тоа се заштитува. станал со Не пишман плаќаш, ќе седне. ќе ти туре негови уметници, ој да те видам. Тоа е држава. Тоа е држава. Тоа сакав да го кажам. Швајцарија од времето го има тоа. Тоа сакав да кажам. Еве и на Евровизија гледаме.
Грците излегуваат на Евровизија, мора да има тинделен бузовите да Национален се слушне. инструмент. Мора да се слушне. Турците излегуваат, мора турското да се слушне. Може да ти кажам нешто. Медиумиве ке нас малце се освестија у последно време. Не баш. Де, сега ти кажам како. Има тровачи, Молим има- те, има молам. кој контаминира уште. Морам да кажам, Значи видов напредок, да не кудам никого. Елем, не и се. Значи допред тоа, Прилепскиот градоначалник, Битолскиот, Струмичкиот, Охридскиот, сега да не ги Кумановски. бројам. Кумановскиот, Цеца, Меца, Хари, Брена. Здравко, Мавко и тоа по Северина. 40 по 50.000 ова кркушки. За нашите Од наши брада. пари. Од наши пари. И почнат, полудевме, ало бе, што правите вие? Зашто не ме викнеш мене? сега Зашто веќе не ги вика. бажи? Оп, Не се. им текна, или Еден некој од им тие кажа. најави дека за Или евреите- некој им Тоа е кажа. вистината. Чекате бе малце, свестете се. Со Значи- чиви пари плаќате туѓи пејачи? Што е, така го стимулирате Значи, фолклорот и ако се одлучи културата во наша? Министерство за култура, Тоа беше Тоа е на- морабето. Тоа беше Најригорозно. голем срам за лимит Македонија. на што се сето случи. тоа и може Зарем да... не? Да. Зарем Тоа не? беше голем срам за Арно им Македонија. текна, еве сега Супер Хикс, Баклава, Љубојна, Мубојна, Браво, Супер. ама тоа е откако имало опомена. Да, ама зашто Инаку, не им јас текна на немам мене ништо да ме против да викнат, дојдат зашто ја странски го уметници кажувам ова, на баже, комерцијални разбираш? концерти. Не икаат луѓето тоа е вистината. веќе- Комерцијален тоа е концерт. веќе на- Плати? Не ја сакаат вистината. на една Убаво е да ги широка, лажеш. веќе замисленост. Ово е да им ги лажеш. Точно што не се случува. Не се случува македонизацијата. Спомениците, сеќавањата на сите оние Тоа е заслужени супер. луѓе. Тоа се тоа оди. Одлично. Дали треба да се тоа фрлаат е камења позитивно. по таква, да речам, Ма не за мене сум, само Ма идентификација, луѓе, тоа е позитивна отрезвување, работа и треба да отрезвување. продолжи така. Апсолутно е Тоа позитивно. многу народи го доживеа и Апсолутно. го постигна. Ние сега малку доцниме со тоа, Многу меѓутоа и ние доцниме мора да го беше. поминеме тоа. Таа, како се вика, романтизам тој. Па Не е тоа романтизам, што тоа има е лошо во реално. Ама романтизмот? добро да го поминеме. Реално со задоцнување. Со Тоа е задоцнување. и како добро дојде. Ние доцниме многу. Ванчо, може ли уште трета, да речем трета музичка завеса? Верувам дека режијата знае со која Да, музичка. една порака, баш визави и се тоа. Да, аудиме дискусија. со Ванчо Тарабунов, Една порака што личи со една убава порака. народ. нормално. Смири го светот, Господе, смири го, благослови го, прати му бели ангели, да изгонат црни дјаволи, прати му бели ангели, да изгонат црни дјаволи. Господе, Татко небесен, Боже, Ти си всемоген, заприди сите немири, отвори рајски храмови. Господе, Татко небесен, Боже, Ти си всемоген, заприди сите немири, отвори рајски храмови. Роднини мили, Господе, роднини се одродија, соседи се омразија, изгина чеда невини, соседи се омразија, изгина чеда невини. Господе, Татко небесен, Боже, Ти си всемоген, заприди
Ти благодарам, Манчо, навистина убава песна, убава порака, убава молитва. Дај Боже да ова порака и ова молитва да дојдат да допре до ушите да сите тие кои навистина малце забегали од вистинскиот пат и се не би сакал да критикувам. Еве тие пораки, овие пораки се силни. Затоа велам колку се зачува, че може да се сочува брендот на Македонија кон ова преку македонската песна. Благица, исто така како што со љубов го кажав и ќе потврдам дека сте сите овдека амбасадори македонски директно настапувате во диаспората, каде што вечерва не гледаат. Рековме дека благодарам на телевизија Сонце, Телекабел, македонскиот сервис на сателитскиот канал, кој исто така уживо одиме на сите 5 континенти, токму да допреме во секој македонски дом, таму кај што се слуша, говори и размисла македонски, особено кај младите. Тоа нашата иднина. Каква е твојата порака? Мислим, како ти настапуваш во тој дел да ја пренесеш таа порака од душата, преку песната? Јас имам директен контакт со таа младина и можам да кажам дека во последно време и почесто настапувам во македонска куќа каде што се претендира да има повеќе македонска песна. Значи, почувствував дека младите, дел од младите, можеби не сите, но истите слушаат и друга музика. Меѓутоа, да бараат дај македонско, значи сакаат стари песни и значи генерално ова можеби не важи за сите, за цела младина, меѓутоа јас сметам дека во последно време се повеќе и повеќе слушаат затоа што ние сме тие што треба да пееме. Значи за програмата ние ја правиме. Тоа што ќе пееме, тоа ќе слушаат, се разбира. Значи сакам да им порачам на младите да ја слушаат и да го негуваат фолклорот. Тоа што фолклорот е дел од нас кој е многу атрактивен и потребен. Значи, мене ми се случува кога гледам играорци, настап и така натаму, како во некоја друга димензија да се наоѓам, да така ме крева и подкрева емотивно, ме врзува за земјата, ме потикнува и така натаму. Значи, јас би сакала да им порачам на младите, ама не се само младите во прашање, значи треба на програмата, на македонската програма и на сите медиуми да има документарци за Македонија, почесто да има фолклор, да има народни... Има, добро е се. Да. Значи, во секој случај... Има. Не, јас не реков дека нема. Има, добро е, супер. Значи, тоа треба да е што поблиску до, не само до младите, до сите. Значи, не се само младите кои слушаат или не слушаат. Да. Има повозрастни кои слушаат. Токму добар спој направи. Саше, таа само освестување, будење, што навистина јам благодарам за иницијатива. Еден од многуте, да речем, поборници што се го поддржува проектот Скопје 2014. Смислено зборот дека имам што да му кажам на Кристијан, на мојот внук. Тоа е Скопје 2000 и бескрајна. Да, и бескрајна, што имам на мојот Кристијан внук да му кажам во историјата врзосна Македонија. Есенцијата на Македонија е тоа. Затоа што ако има некаква, нели, ако има некаков субстрат, може да се трансцендира. Значи Македонија ако немала некаква иманенција, некаков субстрат што ја одвојува во нели планетарни рамки, не може да се трансцендира во еден ваков тип на архитектонска и на споменична обележи. Сега ти кажам една работа која согласен Благица штупат добра порака, не само на младите. И таа генерација која била запечатена, конзервирана во менталната матрица дека треба се страми од своите собствени македонски. Зошто? Која е причината? Зашто се случува да сретнам некој да каже јас не слушам народна таква музика, тоа е за мене не. Ама тебе те слушам. Еве на пример Кочо Рацин, Кочо Рацин што е основоположник на нашата современа литература, бил инспириран од една прекрасна македонска народна песна посветена на Татунчо војвода. Татунчо страшен ајдутин. Го терала Татунчо мајка му да се откаже од ајдуклукот, тоест од комитлакот, и да земе Дзевгар волој и да ора нива. И ај Татунчо, вика, важи, мајко, ќе те послушам, зел Дзевгар волој, отишол до ора нива, дошле два-тројца јурици да му прават бели. Ги грабнал Татунчо и ги скршил од ќутек. Дек ги фрлил у дибулковите ниви, арно им сторил и дошол ке мајка му, што стори бе Татунчо, вика, ајдутин мајка не рани мајко, вика. Од
Комита вика, орач не бива, Ајдутин мајка не рани. Бана, што му била доилка на Коста Солев Апостолов Рацин, му ја пеела таа песна. И Коста Рацин го направил кредото на македонскиот непокор и на македонското достојно ест, кога вели и се обраќа на мајка му во форма на татунче, вика не ме колни, не ме жали. Не ми нижи гердан клетви, камен тежок живот ми, а потежок уште одзив по народни думи свети. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора порта срце најширока, порта срце највисока. Ако мома не донесов верна, ѓул трендафил вода ја верна, добра, млада, љуба, не ме колни, не ме жали. Другарката во гората, срце светит, срце сјает. И ако млади си години, по патишта, по друмишта в младост горка распосеав, погледни ми право во очи. Ти ли беше што велеше Ајдутин мајка не рани? И ако не умрам дома, туку в гора стиги кај што и пиштат, гора искри кај што олштат, блазе речи на душата, има зошто душа да е. Замисли каква инспирација е народната изворна песна за македонскиот модерен поет, кој станува гранитен меѓни камен за една култура. Он не плюка против никого, не вика вакви или онакви, не. И вика на мајка му, не ме колни, не ме жали. Не ми нижи гердан клетви, вика, потежок ми е одзивот по народните думи свети. Него му било така и нас не денеска. Се сменило ли нешто? Ништо не се сменило. Питомијата, тоа е добар пример на питомијата македонско. Самиот Рац. Боже, ќе може уште една од тебе песна да слушнеме, бидејќи рекол дека сакаме преку твојата песна, преку вашите песни, пораките да допрат на секој. Така му јас исто така во последниот албум што сега треба да излезе, се посветив и на малку на мојот крај, некои подзаборавени песни, да ги вратиме во живот и ова ќе биде Со задоволство. Тоа е невест. Море сокол те
Благодарам многу. Зошто велам дека мудроста е во народот, мудроста е во и силата е во народот. Преку овие убави песни, овие пораки е преточена вистината за Македонија. Туку ние говориме за чувањето на македонските традиционални вредности, кои се безценети. Значи, нема сила, нема пара, нема моќ, нема енергија која може да компарира со македонското народно творештво. Сашо спомна прекрасна ситуација и бажа и сите тука, значи, верам дека и тие што се одговорни треба веднаш да го сторат, да ги ангажират сите можни структури, да можат да ги соберат тие вредности што ги имаме во каселите, во нашите одаи, кај нашите баби, дедовци и така натаму, за тоа остане како едно благо кое ќе остане, ќе биде печат на вистината за Македонија. Еве, тука ќе се навратам господин Горан. Колку кај нас се е присутна таа традиција од делот на менито, на јадењата, да речам, да се барат македонските јадења. Со оглед дека ќе дојдат странците, имате прекрасна кујна македонска, што е факт. Не може никој ги... Може тука да се пофалиме со сите угостители, не само ние во Гламур, значи сите тука угостители го почитуваме тоа традиционалното македонско и пред се го нудиме тоа традиционално јадење од наша македонска пита, од македонско гравче, од махало, од пинџур, од сарма, од ѓомлезе, од тиква печена, баклава, колку гостите ги прифаќаат народните, односно или странски, да речем пак на латиница, што е некој може да кажеме дека доста добро се прифатени со храната и се доста задоволни. Значи кога и да дојдат, прво го бараат нашето традиционално македонско, па после останато. Инако ја до искуство да се надоврзам, значи кај свадбиве кога сме. Свадбиве доскоро, мислам дека и сега, се последниот бастион на македонската музика. Точно е дека се пее се веќе на свадби. Странско има и забавни викадли. Меѓутоа, се уште остана она косторот од свадбата е македонска музика. Јас и драго ми е што е така. Но беше дали ќе се согласите со мене, сите вас ќе ве прашам, ова само не освестување, речам, тоа јас сум среќен на акцентирање на тој нерв кој за жал беше замрзнат едно 50 години. Освестување, вразумување веќе. Вразумување. Дека кај младите веќе внесе таа енергија, таа љубов, таа само почит. Ќе се согласите со мене. Значи само почит од собствените корења. Да, тоа не е национализам. Некој ќе каже национализам. Тоа не е национализам. Тоа е љубов кон својот идентитет. Овие простори се мешали, традициите и културите. Меѓутоа секој си се сочувал онака како што треба. Добро, сите пееме ние, и влашки, и албански, и турски песни, шо? Нека ми дозволи ја да си ја продолжам мојата култура и традиција, да продолжи да живее и младото поколение со истата култура. Нека си ја продолжи неговата. Никој никого не чепка во ништо. Напротив, си помагам. Така. Најискрено, најреално. Јасно, па токму тоа. Инаку културата мора да се шири. Не можеме да останеме конзервирани ние на старите наши традиции. Меѓутоа, мора да се зачуваат. Треба да има институции што ќе ги чуваат тие. Тоа го кажав. Крај. Општествената елита мора да иницира закони со кои ќе заштити до тоа да биде многу цврсто и решително. Тоа не е нешто насилно, закон е закон, да се канализира, да има оквирна рамка. Препиши го од хрватско, француско. Панчо, јас со оглед дека предложив дека ќе завршам со емисијата со Благица Павловска со незината умера, но сакам да предложам од тебе уште една, ако е можно. Јас исто пак имам едно со порака песна. Вечерва не пеам стари песни, пеам мои авторски, кантавторски песни, меѓутоа со една порака, прочем да го оправдам на моево залагање, на моја борба, силно речено, меѓутоа ангажманот... Тоа е мисија, што сите имаме таа мисија. Борба. Блага форма на, кажемо, борба, борење. Јас сум сакал така да одат работите и така, токму тоа. Јас останав со таа идеја, со тоа искуство, со таа традиција веќе. Впрочем, еден сум од оние опоненти своевремено, уште во југословенско време, кој започнеме Валандо од четворицата главни или кривци или виновници, како да кажам, што го почнеме Валандо. Костадин Костадиновски, Драги Митев, јас и Леонид Манчев. Ванчо, да си национален фестивал. Имаше ли песни во времето 81 година? Набро го се води ГЦФС, со една
Имаше ли категорично песни што беа патриотска забранети? любива тема. Имаше ли песни што беа забранети за кои што можеше Имаше- милиција да ти имаше- чукне на врата и да те однесе у станица? Имаше Кај така? мене у досие имаше, кај мене у редакција имаше со 2 црвени, пази на текстот со 3 црвени. Бегајте грчи, не ве сакаме или од врв Пирина А немаше зошто, македонска. немаше зошто. Се Нели? пее за некој јунак, се пее за Да, ама се За пееше Пиринско и се пее за се Египет. пее на пример за блудница Вавилонска, да знаеш ти Европа, французи, англичани, италијанци, немци сакаат да сме под робство. Се враќа тркалцето. Сети се што пееле 913. Значи се изродија умни деца, се изродија умни луѓе, да не речам сега деца, умни луѓе. Ама тие песни на Ако почет да можеле беа млади шкртнати луѓе како Вице да ја Вуков водат што беше војната, шкртнат. јунаци, ајдути, комити биле, Не. партизани биле, значи ја бранеле, млади луѓе, не ја бранеле старци. Така да. Старците само посоветувале како треба. Значи, еве дојде ево, млади луѓе да ја водат државата, разбрани луѓе, присебни луѓе, македонци у душа и у срце, и ќе не однесат таму кај што треба да видиме на истинското место. Венчо, Јас сум ајде, многу благодарен, да се одиме разбереме. со втората песна, само микрофон. Да. Одиме со втората номера на Ванчо Тарабунов и ќе има една порака и ќе ја закружиме со Благи Сапалов. Сум многу стар, тоа е. Sestri, braća, ajde da zapeme, jedan život si nego živeme, tuđa zemlja, majka ne ni viduva, naši bre, čeda smena, majka Makedonija, tuđa zemlja, majka ne ni viduva, naši bre, čeda smena, majka Makedonija. Site nije jedna želba imame, živi zdravi doma da se vratime, stari majki da si razveselime, naši bre, mili deca, pa da si pregrnime, stari majki da si razveselime, naši bre, mili deca, pa da si pregrnime. Godini se mnogo što pominaja, rodi mesta kako si ostavit me, koj od okrit, koj od voden rastuten, naši bre, koj od Pirin, koj od slavna Debarca, koj od okrit, koj od voden rastuten, naši bre, koj od Pirin, koj od slavna Debarca, koj od Maleš, koj od Bila Bitola, koj od Kostur, koj od Tikveš Sončev mil, ama site sme od Makedonija, naši bre, една majka za nas Makedoncite, ama site sme od Makedonija, naši bre, jedna majka za nas Makedoncite.
Благодарам многу ти благодарам, Ванчо. И повторно порака, почитувани, дека еве како се брани идентитетот и брендот Македонија, значи преку песната, а не улицата да ја брани Македонија. И покрај тоа што Се извинам, јас сепак сметам дека она што ќе се каже можеби не толку ќе важи него кога ќе се испее. Ванчо испеа и кажа се, и не треба ништо да се каже. Повеќе тежи. Да, и не треба ништо да се каже. Значи, ќе одиме со ова прашање, бидејќи веќе као порака би замолил да ми да дадете како едно завршно од ова наше финално финале. Господин Златановски, со ова ќе започнам. Која е вашата порака наспрети сето ова вечера што ние говоревме? Дали треба да испртиме грб на нашите традиционални вредности, нашите корења? Не, ја по традиција и сум духовно воспитан од дедо, прадедо, татко. Верувам во Бога. Пред се ќе ги честитам празниците на сите христијани, пошто се одјавуваме, Бадник и Божик, на сите кои што ги постеле постите и веруваат во тоа. Јас верувам и истото го правам. Мислам дека треба да продолжиме со сите сили, заеднички, целата младина, со поддршка од со вас повозрастните, да продолжиме да го негуваме традиционалното македонското, за да обстоиме што повеќе во просторот. Ване? Убав поздрав и од мене до сите наши гледачи, да продолжиш вака со вакви емисии и ти. Многу ти благодарам што бев вечер поканет во овој прекрасен одбран собир, луѓе кои што ги почитувам и приватно живеам со нив, и со Благица, и со Сашу, и со Блаже. Еве вечера го запознав овој прекрасен македонец. Прва згодна прилика ќе дојдам кај вас да пробам сите тие убавени традиционални. Очекуваме сите, не само И на вистина народов македонски нека нема многу гајле, зашто младината, барем ова сега во овој миг, што негува и што сака, е вистинското. Нема што да страхува. Па јас би се надоврзал на овие убави пораки. Исто така една голема честитка до сите што не следат по повод овие празници предстојни убави, православни. Исто така би сакал да се надоврзам на темава што ја имавме. Една многу поучна и добра тема. Луѓето да се сетат некогаш и на нашата традиција, не само на музиката, во секој момент, затоа што тие мали нешта, навидно мали, се многу големи. Музика и струшките вечери, музика и опеските мајски вечери. Се е традиција, се се тие наши вредности кои мора да ги негуваме на секој чекор. Еве, кратко можам да кажам, како што има порака, купувајте македонски производи, јас порачувам, слушајте наша музика, македонска музика. Благодарам. Блајс? А јас би порачала македонскиот народ да се посвети малку повеќе на верата, не дека не се посветил до сега, да ги почитува празниците, да пости кога е потребно, затоа што со постот се постигнува една блага форма на примање лоши и добри влијанија нормално во државата или она што се случува, така може да го достигне вистинското. Ете, тоа е мојата порака. Духовно и телесно прочистување. Саша, ја би те замолил, може ли дел малце вака во живо, што се када испеам песна да испееш? Малце ми е непријатно сега да пеам, затоа што сум... Една многу преубава поема. Јас ќе кажам сега неколку стиха уврска со ова што го правевме муабет до сега. И нека биде тоа замена за пеење. Ова го има напишано Радован Павловски пред повише од 40 години во неговата збирка насловена низ прозирката на мечот, песната му е посветена на Гоце Делчев. И што вика во крајот на поемата, тоа е голема поема и вика вака: ова треба биде порака една за македонскиот народ. Ке ме сватат, се надевам. Вели вака: крени се море, градобран биди пред налетот стрели сараценски. Смрт или слобода, одлука стравотна е и за Бога, а камоли за народ унесреќен. Иако не стигнав да ве соверам сите под покрив од слобода,
се што допрев и помилував во природата ќе загрми. И ако не стигнав да ја допрочитам вашата душа во себе, се плашам да не ве измамат, зашто има лажна пролет среде зима тешка, што ќе ги измами на видело влюбениците во слободата, за потем нанишан да ги земе. Ето од тоа нам ни страдаат поколенија. Треба да си го повторуваат сите, за да размислат што е. Браво, лажни виделини. Ова е Почитувани, Радован Павловски, не сум. ви благодарам многу, ви посакам добро здравје и среќа и во ова година. И јас пред да се одевам,